Дали најде такво нешто? Значи, Овелијана? Денеска ќе има Кахут? Не, Душо, нема да има. Имате доволно квизови што не ви се решени, решете ги. Кој треба да го додадам? Гледам овдека сите си договарате или сите сте веќе додадени? Мола? Кој? Андреј Георгиевски. Одма сега. Леона, проба да поделиш? Да, го споделив, еве го. Би требало да се сподели сега. Чекај, Андреј. Еве сега почнува. Кај мене на мобилен иди. Ана, да. Андреј Георгиевски. Еве го. Значи, математички квиз се отвора. Значи, ова е твојот квиз. Одлично. Да. Значи, За жал, мојата верзија на PowerPoint не можев да направам сам да се бројат поените, па морав долу да запишам да молам бројте ги своите поени. Аха, добро. Ќе ти кажам како другиот пат за да биде. Значи, чекај, овдека што сакаш да кажеш? 1.72,4 делено на 4. Значи, Врати се назад. сега се бира. Ајде да видиме. Еве вака. Добро. Сега се бира одговор. Например... Ама пази, горе, сакам да те прашам во прашањето, горе да немаш грешка. Оти вика 1.72,4. Тоа ти е кој број, всушност? Не, прво прашање. Прво прашање, така, добро, извини, значи да одели го тука, не го пишува 1 точка, оти ако го гледа некој од надвор, ќе си мисли дека тој бројот е 1.72,4, разбираш? Оти точката и запирката се кај нас, ние знаеме што е, сега ќе знаеме, ама некој друг нема да знае. Да, можем да го... Добро, тоа запанатаму, добро, одлично. Потоа? Сега имаме 4 одговори, од кои што 3 се погрешни, еден не е Еден е точниот, така. Од А е точниот, сега го кликаме, имаме точен одговор. Значи, кликнуваш... Чекај, не брзе не е појавено. Значи, кликнуваш на одговорот сега, ти ај кликни го. Да, го кликнав. И автоматски добиваш резултат ти? Не, добивам дека одговорот е точен и сега имаме да одиме на следното прашање, опција или да излеземе следното. Затоа што, гледај се, бидејќи ти го гледаш тоа кај тебе, ама ние не го гледаме тоа. Например, ни сега ти ни го покаже ова. Ако кликнеш ти на тоа... Остави, че треба да чкрапнеме надолу на стрелките и ќе видиме. Вака сега, тој слайд 2. Значи, овдека треба да кликнете вие Take Control, вие можете да кликнете да земите контрола. Јас кликнав. Take Control, ама вака, ако земам јас контрола за сајтот, кој ќе на... Take Control. Добро. И после напишав стоп. Еве го се појави, одете, одлично. Сега одиме на трет слайд. Обиди се повторно или излези. Обиди се повторно. Добро е, одлично. Ајде Леона, продолжи понатаму. Се враќам назад кај тебе. Одлично. Значи вака, колку прашања имаш направено? 20. Браво. Овие прашања ќе ги презентацијата, што ти е сега направена, ќе споделиш, после ќе ти кажам, остани после часот, 32 се приклучени. Остани после часот, за ти кажам како да му ја споделиш со сите. А после ќе ви кажам како сите што сте тука може да си направите многу едноставно квиз. За вас и за да се проверите и за да му ги споделите на другите. Благодарам, Душо, многу. Повели? Мен да ми пишува слайд, например, кој е на вториот слайд.
До слайд од 61. Да, толку има вкупно направено слайдови. Леона, за квизот. Одлично. Феноменално. Значи ова Леона ќе го има вечер на снимката, која ќе биде направен часот, ќе можат сите да го видат. Одлично. Еве сега е 14 часот без 2 минути. Сега ќе направам јас сите што се присутни, ќе ги направам да бидат денес нови највеќе воведам. Сите што се 46 присутни на денешниот час, јас ќе ги направам атенди, значи ќе бидат присутни на часот. Значи, тоа не значи дека, тоа значи ќе ги направам сите да бидат како гости на часот, како присутни, регистрирани, за доколку некој сака да сподели од кај него нешто, за да може тоа да го направи. Исто како што го направи Леона. Значи, ќе видите на видеото, вие се не гледате ништо, ќе ви ги отворам за да ги гледате задачите вие. Молам? Јас јакој моја група ќе слушатели и првото ќе го видам предлог тест. Предлог тест, тој е последниот што треба да го решавате. Сега јас ви ги споделувам задачите, ќе го видите насловот што е тука на лекцијата, а јас ќе се вратам во страната кај што ни е часот, за да ги додадам сите ученици како присутни, за да можат сите да бидат презентери ако сакаат нешто да кажат за време на часот. Секој што е присутен тука, без разлика дали е гостин, јас го бележам во моментот, добар ден, го бележам како атенди, демек го забележувам како присутен. На тој начин ќе можеме и да бележиме кои се присутни на часот. Значи го имат истото својство, не е ништо променето, можете слободно да се приклучите. Можете слободно да се исклучите кога сакате. Предноста на овој начин што сега го правам, е доколку некој од вас сака да прикажи дел од својата работа, што е направил на компјутер, тоа може да го направи на тој начин што ќе го сподели со вас, а споделувањето, веќе вие се не го гледате тоа, ама ќе го гледате на видеото. Ако некој случајно погрешка, кликнувам living, нека се врати слободно во часот. Повели? Душко Илиевски ќе го додадите. Ајде да го додадам. Наставниче, вака може на телефон да направиме? Како да направите на телефон? Како Леона? Може, ќе пробаме, ќе пробаме со тебе. Ти си на телефон? Да. Ајде ќе пробам и со тебе после. Важи? Јас сум сега моментално на мобилен, ќе пробаме првин од кај мене на мобилен. Јас го следам овој час на мобилен од кај мене. И за да видиме дали ќе може да го направите тоа и од мобилен. Затоа што и сега учиме да видиме како ќе видите сето тоа. 30 имам уште гости да ги додадам како присутни. Жал ми е што мора вака да биде еден по еден. Ајде да видам дали можам да селектирам повеќе ученици. Целото, за да се погледнучеме. Значи, ако го имате учено, слободно можете да излезете, никого со сила не присилува. Наставниче, Повели? на 12-та задача од вчера ни се бараше 1/3 да го претвориме, Слушам. 1,1/3 да претвориме во децимален број. 1,1/3, така? Да. Добро, во децимален број. Ние стасавме до 1,3 во период
И оти после го помноживте со 100. Не ми е јасно. За да го направиме во процент. Од штом А. децималниот број се множи со 100, тој број го правиме во процентни. Затоа, ако во задачата се бара да е само децимален број, во ред, ама ако ги подредувавме, вие најчесто биравте дека ќе работите во проценти. Разбирате? Првин го претворивме во децимален број, а потоа го претворивме во процент. Затоа што најчесто сите вие биравте да ги подредиме во проценти, а може и во децимални броеви да ги подредите. Ама во оваа задача ни се бараше во децимален. Епа, ако... Што, ај прочита задачата, ти текнува? Како беше? А ти, в задачата, ако се бара да го претвориш во децимален број, доволно е со периодичниот да биде запишен. Ама може би јас сум ви кажувал како може и во процент тоа да биде. Разбираш, користам задача за да ви покажам секоја можна ситуација како треба. Значи, ако во задачата ви се бара како децимален број, вие треба како децимален да го направите. Добро. Значи во домашниот имаше 45% да го направиме во дробка. Така? И имаше 45 стотини, имаше 9 двајстини. Така. И сега кој мислиш точно тоа? Епа, јас ви кажував секогаш. Секогаш ви кажував дека ако имате дробка која што е еквивалентна на таа нескратливата, секогаш да ја бирате нескратливата. Значи не 45 стотинки, туку мораш да ја направиш да биде во нескратлива. Значи тоа што го гледате вие сега е едно, а ево ја што го работам овдека е друго. Значи сите сега добивте својство на присутен на часот. Без разлика дали сте мои ученици или сте гости. Ги имате истите својства, истите можности како претходно, може да се приклучите, може да побарате за збор, ама единствена предност што на овој начин ја имаме за разлика од претходниот пат, е тоа што во оваа ваква ситуација јас можам да ве направам презентери, односно вие да презентирате решение што го имате на вашиот компјутер. Че може, например, сега кажувам како би можело тоа да биде, например, може вие да ја решите задачата настрана на ливче, ливчето да си го сликате и тоа да си го пратите на било кој начин за да го имате електронска верзија. И потоа ќе ја покажете електронската верзија. Ќе го сликате сликчето и го праќате некому на мене, например, на месенџер. Пример ви кажувам. Дали ви јасно, дечки? Че разликата со тоа што... Ви си исклучи наставниче микрофон. Знам. Не зборнав ништо меѓувремено. Значи, на овој начин што сега го правиме, јас се обидувам за да ви дадам дозвола за тоа како вие да го прикажете вашето решение, освен да зборувате. Че ако некој сака од вас да го прикаже решението на задачата, се што треба да направи е да направи електронска верзија од тоа што го пишува. Било да го напиши во Word документ, било да креира презентација, било да го реши на лист хартија, па потоа да го слика решението. Еве сега, ги додадов сите 59 гости во часот и е 14 часот и 7 минути. А не те Марија Мартиновска. Ќе оставам професорката како презентер, освен доколку не сака да прикажи после. Значи вака сега. Забележувате сите горе дека овој состанок се снима. Значи, снимката за сите присутни ќе биде
во четот долу присутна каде што е разговорот. Моментално сме 60 и 20, ќе почекаме уште 2 минути. Видам дали има уште некој да коментира и почнуваме со часот. Значи, минатиот час, сега ме интересира некој од гостите. Ќе го запрашам да се приклучи слободно да каже дали имаше некаков проблем или дали добија нови покани, затоа што денешниот час беше закажан вчера. Дали добија, значи се зборувам за гостите, нови покани за почеток на денешниот час. Тоа се однесува на гостите. Дали гостите добија молам нека одговори било кој од гостите. Да, Значи добивте нова покана? да. Одлично. Затоа што часот беше направен однапред. Молам? Добиавме нова Во ред, одлично, одлично. Значи на овој начин сите што сте еднаш веќе поканети во часот, ќе добивате секој ден нови покани за часот и кликнувате само на линкот што ви е во поканата. Јас да проверам сега, ви креирав на сите, еве се местат дигитални тетрадки во кои што ќе биде наместена целата содржина од денешниот и од идниот час. И вие што може да пристапите, можете да решавате. Еве сега ќе почнеме официјално. Со тоа што денес ќе го работиме. Молам? Оте ми пишува дека снимам јас. Не снимаш, туку пишува дека некој снима. Тоа сум јас. Часот се снима. Значи, Значи ме пише дека Михаил Велјановски ставил рекорд. и па ти значи го имаш започнато снимањето, затоа што јас не можев да не го почнав, а мајде оти го снимам јас да не ни го оптеретува компјутерот и врската. Јас сега ќе го запрам снимањето, ќе нема потреба. Молам? Мајето ќе го запите или? Не, општо го запирам снимањето на целиот час, за да не ви кочи вас и мене. Еве го сега. До сега снимката се зачува, добивме информација горе на телефонот или на компјутерот, затоа што јас ја снимам на поинаков начин денешниот час. Еве веќе 17 минути се снима. Молам? Дали насловот денешниот час е? Сега ќе почнем, ќе почнеме официјално, па се ќе покажеме. Ајде да ве поздравам, добар ден на сите. Почнуваме со денешниот час. Денешниот час, накратко, ќе биде определување на делот цело. Значи, ова што го гледате тука, јас ќе го запишам во овој дел тука и накратко запишам определување на делот цело. Значи, бојата е црвена, малку сега ќе ја сменам, за да можеме да пишуваме како што треба. Вака се. Секогаш сте се наоѓале во ситуација да треба да определите нешто од некаква си површина, нешто од некаков си дел. Вака сега. Ќе почнеме со примерот што е тука под А. А потоа имаме уште еден под Б. Само да ги спремам да ги копирам за да ви видат поблиску до вас. Значи ова е едниот пример што ќе го работиме. Еве го другиот пример. Еме дали имаше уште еден пример? Не. И еве ги задачите што ќе ги решаваме после. Еве го, вака. И копирам и тие. Ќе решиме дел од нив. Дел нема да решиме. И ќе продолжуваме, ова ни е подготовка за тоа што ќе го работиме покасно како проценти.
Еве вака почнуваме. Првата задача ни вика дека треба да определиме 1/6 од 13,14. Сега вака. Најчесто во математиката, сега ова ќе го кажеме покасно, ќе го учиме, ни се бара 1/6 од нешто. Секогаш делот после зборот од. Значи, овој дел. Секогаш нештото што е после зборот од ни го представува целото. Значи, ова ни е цело. Ни се бара 1/6 од целото. Значи, ако целото го представиме со овој правоаголник, сега бидејќи овдека ќе ги избришам овие линиите. Целото ни представува 13,14. Сега, бидејќи ни се бара 1/6 од ова целото, ако целото го поделам на 6 делови, задачата мене ми прашува дека треба да најдам колку е големо ова делче. Значи, сега ја се прашувам, како ќе најдеме колкава е големината на ова делчето овдека? Што треба прво да направам? Значи, Молам? насловот делување на дел цело. Да. Ајде дека се приклучен сега да ти искористам. Како ќе најдеме колкава е големината на едното квадратче што е обоено со жолто? Ако знаеш дека целиот правоаголник е 13,14. Што ќе направиш? Бидејќи целото ти е 13,14. Целото е толку. Ти треба да најдеш едно делче од 6. Што треба да направиш? Како ќе најдеш? На колку делови треба да го поделиш целото? На колку го поделив јас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи, целото го делиме на 6 делови, а нам ни треба едно. Значи, сега треба да го поделиме. Ајде, исклучи го микрофонот за да не слушаме фонија. Значи, сега треба да поделиме со 6. Може да делите стандардно, може да запишите како дробка, па да си кратите. Ќе скратам со 2 да го упростиме. 13,14 наполу е 6,57, а 6 наполу е 3. Полесно ни е делењето. Ако сега делам со 3, ќе добијам дека тоа е 2,19. 9 по 3, 27, 7, 2, 5, значи точно е. Тоа значи дека едно делче, тоа е ова делчето овдека, ќе биде 2,19. Дали јасно тоа? Значи, целото го делите на 6 делчиња и земате едно. Ако ни се бараше 4/6, ќе го помножевме резултатот со 4. Сега втората. Вика, колку е 1/12? Значи, 1/12 од 6 килограми. Значи сега, исто како преѓеска. Бидејќи сега имам 12 тука. Јас треба, видам дали ќе имам цел 12 квадратчиња да направам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Таман. Бидејќи нас не се бара 1/12, треба да најдеме колку е едно квадратче. Затоа што овакво боеното квадратче ни представува 1/12. А целото делче ни е 6 килограми. Што треба да направиме сега? Ајде. Кој сака нека се приклучи, нека каже што би направиле сега. Ќе да го поделиме на
6 килограми да го претвориме во грамови. 6 килограми да го претвориме во грамови, одлично, проверувам кој пишува. А зошто да го претвориме во грамови? Ајде да видиме. Да се не биде полесно. Така, значи треба 6 килограми во грамови, колку е? 6000 грама. Добро. И сега што ќе правиме? Сега 6000 ќе го поделиме со 12. 6000 ќе го поделиме со 12, или јас ќе го запишам тоа како дробка. Да учиме дробкото и ќе ни требаат многу, кратиме со колку? Со 6. Со 6 може, добро. Горе ќе добиеме 1000, а долу 2, а 1000 наполу колку е? 500 со... Толку со 1, значи 500 врз 1 или 500. Значи делчето 1/12 ни е колку грама? 500 грама. А ако ни требаше во килограми? 0,5 килограм. Така, а како дробка? Како дробка 1/12. Ама не 1/12 од целото. Од 6 килограми тоа. Ама 0,5 како дробка. Тоа сакам да ти кажам. 0,5 како дробка е 5 Десетини. Или ако упростиме, Или ако со што треба да поделиш? тогаш можеме со 5 да поделиме. Така, и ќе добиеш една половина половина. килограми. Тоа сакам да ти кажам. Значи, внимавај, ова делчето е 1/12 од целото. Ама бројот 500 грама, запишам во грамови е толку, во килограми е 0,5 килограми, а килограмите како дробка се 1,5 килограм. Една половина килограм. Дали јасно? Ајде се одиме на некој од задачите. Еве, на пример, ќе земам јас, од овие ќе изберам седмата задача ќе ја решам, а потоа заедно со вас ќе решим уште две. Значи, да се пресметат вика следните количества, ако вашиот одговор не е цел број, значи точен број, да се запише како децимален број. Значи, треба да најдеме 1/8 од 4 литри. Уште еднаш повторувам. Ова ни е целото количество. Значи, ова е цело количество. Значи, целото количество треба да го поделам на 8 делови. Еве вака. Целото ова овдека се 4 литри течност. Нас ни се бара 1/8. Значи 1/8 ни представува едно во квадраче овде. И како што видовме преѓеска, ние треба да најдиме, молам? Средом коцки треба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, извини, 8 треба, јас грешно преброив, одлично. Чи 8 треба да бидат. Оти целото го делиме на 8, а земаме 1. Значи 1/8, бидејќи се сега 4 литри, бидејќи бројот 4, сега треба да го делиме, еве вака ќе пишам, да го делиме со 8, или да го запишеме како 4/8. Уствари не е. Така да, 4 го делиме со 8, за да видиме колку е едно делче. 4 кој ќе го поделиме со 8, го добиеме една половина. Значи, целото количество поделено со 8 е една половина, бидејќи целото количество беше литри и ова е литар. Значи, едното делче е половина литар. Ајде да провериме. Половина литар и половина прават цел литар до тука. Двете уште 1 литар, 2 литри, тука 3, тука 4. Но во задачата ни се бараше да биде како децимален број. Значи, половината треба да ја претвориме во децимален број. Најлесно беше ако прошириме со 5, и добиеме 5 десетини, или тоа е 0,5.
Значи, или половина литар, или 0,5 0,5 литри, а ако цел број, за да добиеме цел број, требаше литрите да ги претвориме во милилитри и ќе беа 4 литри се 4000 милилитри, а требаше 4000 да го делиме со 8 и ќе добиевме 500 милилитри. Ако треба да биде цел број. Дали ви јасно се тоа? Да. Ајде сега да видиме јас некој од присутните, ќе решиме заедно со негово задача, дали има доброволец? Јас. Кој е тој? Јас. Момент само да ги направам новите присутни да бидат како гости, за да ги имаме, за да можат доколку сакаат да го споделат сопствениот екран, односно сопствената работа. Чи тој што се пријави, нека размислува како можеме да решиме една од задачите. Решиме само една и одиме понатаму. Еве вака, значи 61 гостин имаме сега. Значи, ајде тој што се пријави првиот, нека избери задача од 1 до 10, да ја решиме и одиме понатаму. Ајде првиот што се пријави. Може јас? Може, нема проблем. Која задача ја бираш? Задачата 1/5 од 400 грама. 1/5 од 400 грама, тоа е четвртата задача. Еве ќе ја селектирам, за да знаете кога ќе гледате на документот, кај вас која задача е решена. Значи 1/5 од 400 грама. Ја запишувам истата. Ајде сега. Тоа значи дека треба 400 грама да го поделиме на 5 дела. Така. И за да добијаме 1/5 од 400 Добро, грама. и колку е 400? И тоа е 80 грама. Толку. Ова е цел број, нема потреба да го претвораме. Одлично. Дали некој сака некоја од задачите после 8 да решим? Ајде. Јас уште една може. Чуваме за другите. Ајде од 8 до 10. Бире една од 8 до 10. Јас. Ајде. Тој што се јави првиот, една од 8 до 10 нека бира. 9. Ајде. 9 прочитај ми ја или не ја гледаш? Ајде, Не јас. гледам. Добро, јас сега ќе ја селектирам. Ќе 1/5 од од 2,4 килограми. Еве вака. Значи, една, не тоа. Значи имаме 1/5 од 2,4 килограми беше. Ајде сега видиме. Прво 2,4 килограми го делиме на 5 дела. Значи како ќе го запишеш тоа делењето, ајде? Чи како ќе го пишува, како би го напишал ти? Ти кажуваш, јас пишувам. 2,4 килограми го претвараме во грамови. Колку е тоа? 2400 Добро. Потоа и го делиме со 5. 2400 го делиме со 5, вака или како дропка запишано? Може како дропка, може и како така. Добро. Еве го и така и така. И сега колку е решението? Сега Колку е? Значи наполу? Не, делиме со 5, не наполу, наполу би било кога е половина. Сега кратиш со 5. 24 со 5 не може, 20 може, е четворка. 20, 48, значи 480. Значи ова е 480 грам. А ако не претворевме, еве сега да видите ако не претворевме, значи може да ви се бара решението да биде например во килограми.
2,4 целото цело да го поделиме со 5. Ќе го запишем како дробка. Еве вака. Сега, за да биде децимален број, ќе си проширам со 2. Ќе дојде 4,8 врз 10. Односно, решението е 0,48. Бидејќи почнавме во килограми, ќе завршиме во килограми. Внимавајте, многу е битно како ќе ви се бара во задачата. Ако во задачата ви се вика определете 1/5 од 2,4 килограми во грамови, килограмот го претворате во грамови. А ако ви се бара да најдете 1/5 во килограми, тогаш не претворате ништо и оставате истата мерка. Ајде сега ќе одиме во другите задачи. Отиваме уште поинаков вид на задачи. Да видам дали овдека ги решивме сите. Еве ќе решиме една задача за тоа што јас ви кажував. И копирам последните. Молам. Стефан Дочиновски вика дека не се слуша кај што зборува. А може ја исклучил микрофонот тој оти. Јас го слушав едно време. Имам проблем со микрофонот. Нема проблем, готово, се исклучи нешто, ти имаше проблем. Го слушавме доволно, па се изгуби, нема проблем. Вака се. Сега ќе ги решиме ави текстуални задачи. Ќе видиме што ќе правиме. Првата задача вели: една отсечка со должина 9 см е поделена на 12 Значи, отсечката АБ. Значи, долга 9 см. Аве, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, еве 9 см. Ова е отсечката АБ. Ова е отсечка АБ. Рековме по задачата дека има, молам, има 9 см. Сега, таја треба да ја поделиме на 12. Значи, овие цатичките што ги напишав се на сантиметар. Значи, јас сега тие ќе ги избришам, оти тие се на сантиметар нацртани. Треба да ја подели, отсечката да се подели, еве овдека ќе го подцртам бројот, по текстот на задачата, таа ќе треба да биде на 12. Значи, треба да ја поделиме ова отсечка на 12 делови. Сега, ни се бара во задачата колку е долг во милиметри секој од деловите. Значи, треба да најдеме колку е во задачата 1/12 од 9 центиметри, но во милиметри. Оти ни се бара секој од деловите. Значи, еве го едното делче. Значи, ова делчето е 1/12 од отсечката. Сега, бидејќи решението ви се бара во милиметри, прво што треба да направите е центиметрите да ги претвориме во милиметри. Тоа е 90 милиметри. Значи, треба да претвориме 1/12 од 90 милиметри. А тоа значеше дека 90 ќе го поделиме со 12, или тоа ќе го запишеме како дробка да си го полесниме делењето. Ако поделиме со 2, значи ја скратиме дробката, ќе добиеме 45 шестини. Ако скратиме со, не може со 2, со 3, ќе добиеме 15 третини. А 15 со 3 се дели? Така да не сгрешивме случајно. 12 наполу 6, 90 наполу 45, со 3, ова е 15 половини. 6 поделено со 3 е 2. А 15 половини е 15 наполу 7,5. Ова 7,5 ќе биде милиметри. Затоа што го претворивме решението во милиметри. Значи, едното од делчињата ќе биде големо 7,5 милиметри.
За да го провериме дали ни е точно решавањето, Наставнике, молам, дали може едно прашање? ајде повели. Дали оваа отпуска колку сантиметри е? Јас ја нацрта да биде точно 9, еве пишува АБ, толку беше дадена во задачата. Значи, оваа одсечка беше дадено дека е 9 см. Значи, ако би ја цртале вие во тетрадката сега, треба да ја нацртате долга да биде 9 см. И потоа треба да ја поделиме на 12 делови и да видиме колку е големо едно од делчињата. Са видите зошто се знае дека ќе биде помало од 1 см. Па ако е 9 делови, тогаш ќе е сантиметар делчето. А бидејќи се поќе, ќе мора да е помалку од 1 см. Јасно е? Едно квадратче е сантиметар. Ама не, кога би ја цртале, ние го цртавме така. 2 квадратчиња 1 сантиметар, ама ова е помалку од 2. Затоа што двете квадратчиња, значи овие две... Наставниче, вие овде пишете. Кажи. Јас пишав дека кога ја цртав, Овде пишете. ајде, ајде да ги броиме квадратчињата. Јас на почетокот ги броев за да ги нацртам. Значи броев како кај во тетрадката. 2 квадратчиња 1 сантиметар. Значи овдека 1 сантиметар. Овдека уште 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи, ова делчето е 1 сантиметар или 10 милиметри. Значи, сега ќе го обојам делот. Овој овдека делот е 1 сантиметар. Нас не се бараше да претвориме, значи ова е една, колкав дел? Една десетина уствари ова. Една деветина во суштина. Делчето. Значи ако пресметаме ние сега една деветина од 9 сантиметри, 9 поделено со 9 ќе биде 1 сантиметар. Значи ова 1 сантиметар ни е една деветина. А нас не се бараше една дванаестина од целото. Чи не требаше да го делам на 9, го требаше да го поделам на 12. Еве сега ќе го поделиме на 12 да видите. Значи пак бројам 1 см, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еве вака е АБ. Ова е одсечката. Ај сега ќе ја нацртам. Еве одсечката. Ајде сега ќе видиме како ќе ја делиме. Наполу, 9 наполу колку е? 4,5, така? Еве го каде е наполу. Е сега, ова овдека растојание е половина. И таа е 4,5 cm или 45 мм. Сега, ова ако го поделам наполу, ќе дојде четвртина, бидејќи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квадратчиња, наполу ќе биде 4,5. И 4,5. Еве го овдека. Значи овдека ќе дојде четвртина. Сега, ако четвртината ја делам наполу, значи ова сега е четвртина овдека. Ќе сменам бојата. Ако сега четвртината ја делиме наполу, ќе ја добиеме осмина. Ама, ако продолжиме вака, значи е вака се. Четвртината, половината наполу е четвртина. Четвртината наполу е осмина. Значи, ако сега овдека делам наполу, значи 1, 2, 3, 4 и пол квадратчиња, тоа се 2, е овдека би било. Значи, половината наполу, еве овдека, во суштина би била осмината. Е сега прашањето ми е, бидејќи ние треба да најдеме една дванаестина. Еве ве прашувам сите сега тука. Да ми помогнете. Една дванаестина се добива, значи е добиено од која дробка поделена наполу? Че која дробка треба да ја поделам наполу за да ја добијам 12?
Една шестина. Така. 2/4. Значи, 2/24. ама вака. Добро, дечки, значи, видете, ако дропката шестина ја делам наполу, ќе добивам 12. Да, во ред. Значи, дали имаме шестината горе? Немаме шестина, имаме половина, четвртина и осмина. Се, ајде, размислете. Како од четвртината или 12-тината што е на цртежот, ќе добијам 12-тина. Значи, како од половинава, че половина е ова овдека, сега ќе го обојам со боја, целото, тоа е ова овдека. Што треба да му направам на ова делче, или евентуално, ако сака некој, ајде први ново. Што треба да му направам на ова делче, да добијам 12-тина? Чи како половината да ја направам 12-тина? Да поделим на 12. Ма како? Слушам, ајде. Како 12-тинава да ја направиме? Значи, како половината, чи како од половина да се добие 12-тина? Што мислиш? Ќе ти помогнам. Од половина на половина се добива четвртина. Како од половината да се добие 12-тина? На исти начин како од половината што се доби четвртина, слично од Поделим на шестина, да се помножи со 6. Па така, значи ќе треба да поделите на 6 делчиња. Повели? Ќе го кажам в решението. Ајде сега ќе ти искористам тебе. Како? Бидејќи се јави, тоа е точно. Како? Еве сега ќе пишам со зборови овдека. Како од четвртина да се добие 12-тина? Значи како од овој делов овдека долу помалиот дел? Значи еве вака. Ова делче овдека, сега со црвено ќе го направам. Овој дел овдека. Како од овој дел да се добие 12-тина? Кога тој ќе се подели на 3 дела, Одлично. Значи кога тој дел ќе се подели на 3 дела. Сега ќе го запишам. Тоа е многу битно. Значи, како од 1/4 да се добие 12-тина? Пишеме, кога 1/4 ќе се подели на 3 еднакви делови. Дали ви јасно? Ова ќе ни треба многу понатаму. Сега зборуваме за делчиња. Дали ви јасно? Ајде те молам, исклучи го микрофонот, одиме сега во другата задача што беше. Повели? Најдов нешто, пише овака, следниот нормални бројни запиши ги со тропка. Добро, чувај ми го, прати ми го после за да го разгледаме сега. Молам? Тесте. Па тестот ја што ви го направив, тој го имате. Ајде после ќе ги разгледаме тие. нема да личе. Од второ трето мислам, Ако се што е со претворање може да решите. Еве ќе решиме оваа задача. Ги чувам да ставаме од второ до трето. Па ајде, сликај ги тука и ќе ни го прикажеш после. Нели можеш, имаш опција сега. Ајде сега одиме понатаму. Да решиме задачата. Ќе прочитам за вас. За еден научен експеримент ни треба одредено количество на сол. Една торба во која има, сега ќе запишувам јас, 2,4 килограми е поделена подеднакво на 12. Значи, е поделена на 12 ученици. Ама подеднакво. По колку грамови треба да добие секој од учениците? Значи, ако, например, сега, ова ни е торбата со сол, пример. Бидејќи оваа торба со сол треба да се дели на 12 ученици,
Прво ние ќе ја делиме на колку? Наполу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Наполу се 6, 1, 2, 3, 6. Момче, Мола? што пише во 12 ученици? Пото? Подеднакво. Значи сега ова ни е наполу. Половина од целата торба, ова ни е половина од целата торба. Бидејќи рековме треба да се дели на 12, треба да добиеме на 12-тина. Половината повторно наполу, значи сега овој дел овдека ни е четвртина. За да добиеме 12-тина требаше четвртината на 3 делчиња. Тогаш селото ова делче овдека, значи првото овдека, во суштина е 12-тина. Ова овдека е 12-тина. Значи сега треба да најдеме колку е 1/12 од 2,4. Проверуваме во задачата, не се пишува, не ни се бара во колку, значи 1/12 2,4 килограми. Како ќе најдеме сега колку е овдека? Ајде ако сака некој нека каже. На 2,4 ќе го претвориме во грамови. Во грамови колку е тоа? Тоа се 2400 грамови. Добро, и сега што правиме наредно? Значи ќе препишам сега. 1/12, И делиме на 12. одлично. 2400. Тоа го запишуваш како дробка или обично делење? Обично делиме. Добро, јас сега ќе го запишам и како дробка, и некогаш може да биде многу подобро, затоа што ако го запишите како обично делење, вие ќе треба одмah да почнете да делите. Са лесни се броевите. Е 200. Оти 24 поделено со 12 е 2 и нулите ги допишуваме. Ама ако се незгодни броевите, може секогаш да кратите и да добиете помали броеви. Сега 12 со 6 е 200. И внимавајте, бидејќи почетното беше килограми, вие претворивте во грамови, значи решението ви е грамови. Значи 1/12 во суштина овдека ви представува, сега ќе се обидам да напишам, овдека е 200 грамови. Сега ве прашувам, ако ова делче е 200, колку е ова делче големо? Значи, ако еден ваков дел е 200, колку е голем овој дел овдека? 1200. Зошто? 1200. Зошто? Па бидејќи Затоа што 200... Стефан, пази, Стефан, нема одговара никој. тоа е 1200 бидејќи целото е 2400. А ова колку е? Тоа е напола 1400. 1200 мислиш? Или 1,2 килограми. Или пак, овдека имаме 6 мали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А 6 по 200 е повторно 1200. Добро, ајде са, за крајот од часот ќе решиме нешто друго. Ве молам, исклучете го микрофонот. Наставниче, мене неќе да ми се исклучи. Јас ќе го исклучам сега, Душо. Еве го. Сега е се во ред. Сега да видиме да решиме уште една задача. Сега во наредните задачи, јас тоа што го направив, вие вовет во тоа што ќе го работиме. Ако не ни се бара, еве го овдека ќе ја копирам, како досега, едно од делчињата, туку ни се бараат повеќе делови. Значи сега ни се бараат 2/5 од 400 во пример. Значи сега ќе бараме 2/5, еве јас задачата ќе ја наместам тука. Еве го, 2/5 од 400. Ќе запишем. 2/5 од 400 грама. Работата е идентична како преѓеска. Значи, 400 грамови во суштина ни е целото. Значи, ова е цело. Сега, бидејќи ни се на петини, ја ќе нацатам 5 еднакви делови.
Секогаш цртате онолку еднакви делови колку што ви е именителот. Значи, целото, еве сега ќе го обојам со жолта боја, целото ова ни е 400 грама. Во задачата ни се бара да најдеме колку е 2/5. Еве колку е 1/5, еве уште 1/5. Значи, задачата всушност се состои, бидејќи дробката 2/5 се добива како 1/5 плюс 1/5, или ова е 2 пати по 1/5. Зашто нели собирањето е скратено множење. Сега, задачата е иста како претходната задача, така што ќе најдеме колку е 1/5, па ќе помножиме со 2. Бидејќи се 400, ајде се одиме малку и побрзо. 400 грама треба да поделиме на 5. Па 400 поделено со 5, во секое делче ќе имаме по 80. 80. Значи, во ова делче 80 и ова делче 80, значи двете петтини ќе бидат вкупно колку? 80 плюс 80, 160. Чи решението? 2/5 од 400 грама во сушност е 80 грама. Извинете, 160. Дали ви јасно? Заеме овдека. Двете делчиња по едното, оти 1/5 беше 80 или е 160. Еве сега другата задача. Таа беше 3/4 од 1,40. 3/4 од 1,40. 3/4 од 1,30 или 40, како беше? Заборавив јас. Од 1,40. А беше долар или фунт, ама не е ни битно. Молам? Завршуваме. Уште малку завршуваме. Добро. Значи, сега, 1/4 повторно ни е целото. Мислам, 1,40 ни е целото. Целото треба да го делиме на 4 делови, значи 1 дел, 2 дела, 3 дела. Еве 4 делови. Сега, бидејќи ни се бараат 3/4, треба да најдеме колку е ова што е обоено со жолто. Тој дел ни е 3/4. Односно, најлесно е ако најдеме првин колку е 1/4. А 1/4 ќе најдеме од претходниот час, претходното што зборувавме, 1/4 од 1,40. Сега ова не е децимален број. 1,40, значи 1,40 ќе го делиме со 4. Бидејќи е децимален број, можете да си делите така, но можете да го запишете како дробка. Ќе скратам со 2, 1,4 напола е 0,7 врз 2. А ако го направам во децимален број, треба да го помножам по 5 и ќе добијам долу 10, а горе 3,5. А 3,5 поделено со 10 е 0,35. 1/4 од 1,4 е 0,35. Делчето овдека е 0,35. А 3/4 ќе бидат 3 пати по големината на едното од делчињата. Тоа е 5 по 3, 15. 5 е 1, 9 е 1, 10, 0 е 1, ова е 4. Е сега, овдека да ви напомнам следното. Како можете да го искористите тоа што го учевме за размер? 3/4 од 1,40. Размерот дробката 3/4 беше исто што и 3:4. Е сега, кога учевме размер, сега се поставува прашањето. Ова е размер како делчето што ни... Молам? Правите грешка во множењето. Може. Нула е нула. Ајде да видиме каде душо.
Ао, да, не е 4,1, е 1,05, добивме поголемо од целото што е, да. Да. И благодарам, Душо. Значи, 3 по 5, 15, 5, 1, 9 и 1, 10, 0, 1, 3 по 0, 0, јас го сметав како 1, да. 1,05. Браво, ти благодарам многу. Истото решение можевме да го добиеме кога? Бидејќи најдовме колку е едно делче, кога од 1,40 ќе одземиме 0,35. И тоа ќе добиевме дека е 0,05. На истиот начин, истото решение. И сега како ќе можеме да го добиеме со помош на размери? И тоа го учевме. Тројката, значи размер на 2. Значи ова е дел, а ова е целото. Значи дробката 3/4 ни представуваше 3/4 од целото. Е сега, намерно обоив горе. Како ќе биде размерот или односот на жолто спрема црвено? Е, се ќе направам. Жолто спрема црвено. Како ќе биде односот? 1. Молам? 3:1. 3:1. Е сега. 3:1. Колку беше, нели, како ги учев, како ви учев јас? Овдека го додававте вкупното. Значи вкупното ќе биде 4. Така? Вкупното кај нас, целото е 1,4. Односно, и сега требаше да го правиме со размер. Како од едното до другото, или како од 1,4 до 4. Најдобро е со делење што го правихме горе. Затоа, ако забележавте горе, 1,40 поделевме со 4. Значи, 1,4, ако го делиме со 4, ќе добиевме дека тоа е 0, добивме 0,35. Тоа значи дека секој од овие броеви помножевме со 0,35 и го добивавме колку е големо жолтото делче, колку е големо црвеното делче. Са незгодна беше бројката, во овој случај ке размерот, оти беше децимален број, ама може и тоа што го користев. Само уште една задача решаваме и со тоа денес завршуваме. Видиме дали има овдека уште нешто. Еве вака. 5 осмини од 3 километри. И потоа со овие задачите. 5 осмини од 3 километри. Значи 5 осмини. Значи задачите што ќе ги имате поставено се комплетно решени до овдека. Овие се задачи за вежбање. Значи 5 осмини од 3/4. Еве вака. Значи имаме 5 осмини од 3 километри. Ајде заедно ќе решиме. Како ќе го решиме? Кој сака? Килограм ќе го говориме во метри. Километри во метри. Колку е тоа? Тоа се 3000 метри. Добро. Метри, не мора милиметри, доста е. Потоа како? Значи да сега станува 5 осмини од 3000 метри. Поделено со 8 по 5. 3000 поделено со 8, а потоа целото помножено по 5. Колку е 3000 поделено со 8? Е сега, затоа ви се обидувам да ви кажам со дробки. Да не делите на страна. Делењето запишете го како дробка. И скратете си. Првин со 2, 4, 3000 наполу и 1500. Уште еднаш преполовете го е 2, 1500 наполу е 750, уште еднаш наполу е 375. Значи 3000 поделено со 8 е 375. Значи ќе имаме 375 по 5. Тоа е колку? Ајде, моите ученици имаат стратегија за множење. Тоа го дуплираат бројот и го делат со 10.
дупло и наполу. Ајде, колку е ова? Помножено. Значи, 375 стратегија е по 10 поделено со 2. Значи, тоа е 3750 наполу или 1875. Значи, 5 осмини од 3 километри е исто што и 5 осмини од 3000 метри, а тоа е 1875 метри, или во километри е 1,875 километри. Дали ви јаснато? Да. Дали? Значи, еве, сега е 15 часот точно. Дали сакате да решиме една уште задача или доста е за денес? Од текстуалните. Уште една? Ајде уште една. Уште една, дечки, еве некој побара. Да му задоволиме на тој што побара. Уште една задача решаваме и доста е текстуална ќе биде. И завршуваме за денес. Ева. Можеш, остани. Еве ќе решиме последната задача. Мола? Не? Вака, ако сакате, можеме утре да го играме, ама не е готов денешниот новиот. Значи, ви е многу интересно тоа Кахут, ќе треба да направам нов. Ајде вака се. Ќе решиме следната задача и завршуваме, те молам. Ајде тој што побара, нека се приклучи. Да ја решиме задачата. Значи, јас сега ќе ви исклучам сите освен тебе. Еве вака. Значи, ти сега приклучи се. И ќе решиме задачата. И гледаш задачата. Ало, ме слушаш? Добро. Ајде сега. Ќе решиме уште оваа задача и завршуваме за денес. Значи, нам ни се потребни 2 килограми пеперминт. Значи, ни требаат 2 килограми пеперминт. Јас добив 2 петтини. Значи, тоа јас добив толку. И дадов на мојата сестра 3 осмини. А остатокот на мојот брат. Значи, остатокот на мојот брат. По колку доби секој од нас? Дали ме слушаш? Значи, тој што се пријави, ајде вака. Како ќе почнеме? Како ќе определиме колку добив јас? Добро, и потоа? Така. Значи, 2 петтини од 2 килограми е исто што и 2 петтини од 2000 грамови, а ова беше исто како 2000 поделено со 5, а потоа дуплирано, како што каже. Првото е 400, па дупло, значи 800. Че јас добив, се ќе запишам со црвено, 800. И тоа 800 што? Грама. Како ќе најдеме сега 3 осмини? Чекај, многу тивко те слушам, само да провериме сега. Во текстот на задачата ти нешто слушнав што можно да ни прави беле. Вака сега. Јас добив 2 петтини и дадов на мојата 3 осмини. Значи, 3 осмини даде не од остатокот, туку од почетната количина. Значи, 3 осмини од
2 килограми, че ако добро те слушнав, рече 3/8 од 2000. И како сега? Добро, и потоа? Така, колку е 2000 поделено со 8? Ако не ти текнува наеднаш, запиши го како дробка и упростувај си. 1000, па 4, уште еднаш упростено, тоа е 500 наполу, а тоа е 250. А сега 250 по 3 колку? Така, значи сестра ми зеде 750 грама. Како ќе најдеме колку е за братот? Не го слушам, тој што ја решава задача. Значи, да, не го слушам, јас го пишам и ќе кажам. Значи сега 2 килограми ќе го одземиме од збирот 800 грама плюс 750 грама и ќе го добиеме колку е братот. Но имаме 2 килограми, треба во иста мерна единица, значи 2000 минус 1550, значи тоа ќе добиеме дека е 450 грама. Значи сега најмалиот добил, најмалиот, не знаеме дали бил најмал, добил 450 грама. Е сега, за крај, ќе молам исклучи го микрофонот, ти благодарам многу. Значи за крај од денешниот час ќе определиме уште еден мал дел. Да определиме колкава е дробката, значи колкав дел како дробка зел братот. Значи колкаво е ова делче како дробка. Дали некој има идеја како ќе го најдеме тоа? Значи сега прашањето е колкав дел од 2 килограми ќе бидат 450 грама. 2 килограми, Добро? запишани како 1000 грама, ги од 2 килограми одземам остатокот. Добро, ајде кажи остатокот, кој е остатокот? Значи ќе дојде 1550, така? 1550, да. Добро, и после? После ги одземаме, со што ќе добијаме 450. Ма дајте го добивме тоа, значи не сега ни треба. Колкава дробката, значи која дробка, значи кој дел од 2 килограми се 450 грама. Значи колку делови од 450 грама ќе ни направат 2 килограми. Тоа е прашањето. Го делиме 2000 делено на 450. Добро, ако е вака се. Нешто Илин сакаше да каже. Ако 2000 го делиме на 450, што ќе добиеме? Ајде ќе кратиме. Нулата, 200 врз 45. Сега кратиме со колку? 200 врз 45 со 5. Добро, значи тоа е колку 20 со 5 е 40 врз 9 и добивме 49. Ова е повеќе од 1 цело. Значи не може братот да добие повеќе од 1 цело. Во овој случај постапуваме на следниот начин. Сега пак ќе ви нацртам. Значи сега, ако ова овдека е целата сума на пепермин што ја делат. Сега, 2 петини и 3/8 се тројцата. Значи, момент, јас, сестра ми и брат ми. Значи, јас зедов 2 петини, сестра ми 3/8, јас треба најдам јас колку. Сите тројца добиваме 1 цело. Значи, Да одам сега. мораш слободно. Добро, до гледање. Значи, сите тројца треба да поделат цела сума пеперминт. Значи,
ако ги разгледаме како дропки, ве прашувам сега, која дропка е поголема, 2 петтини или 3 осмини? Ајде споредување, вчера учевме. Која дропка е поголема? 2 петтини или 3 осмини? Сега бидејќи знаеме дека поголем дел е уствари 2 петтини, затоа што првиот дел беше колку поголемина? 800 грама, а овој беше 750 грама. Значи, за вториот, така беше едне 800 и 750. Значи, ако ова е целото 2400, треба братот што зел 2 петтини, тоест јас, сестрата што зела 3 осмини и мојот дел, или делот на братот најмалиот, треба да дадат 1 цело. Учевме операции со дропки. Како ќе најдеме колкав е делот за најмалиот брат? Што мислите? 2 петтини и 3 осмини да ги собереме и да ги земеме на 1 цело. Така, значи, најмалиот брат ќе добие кога од 1 цело ќе ги одземиме 2 петтини и 3 осмини. Значи, најмалиот брат ќе добие 1 цело го оставаме, како се собираат 2 петтини и 3 осмини. Еве сега, некој слободно нека каже, нека се пријави, нека каже. Како ќе ги собериме овие? Колку е НЗС на 5 и 8? 40, па е 5 по 8, 40, зошто? Затоа што во производот петката е прост број, а производот на тие два е 40, чи НЗС е 40, вака ќе направиме. Едната дропка ќе направиме 40, другата 40. Со што треба да ја прошируваме првата, а со што втората за да дојде 40? 5 по колку е 40? Добро, значи 2 по 8 ќе биде првата дропка 16, а втората? Така и ќе добиеме 15. Двете дропки собрани сега се колку? Именителот се препишува, броителите се собираат, тоа е 1. Значи, најмалиот брат ќе добие 1,31 врз 40. А колку е ова сега? Како ќе одземеме од 1,31 40? Значи, Една подходност да направиме во 40 одлично, и ова 31 40. И тоа е колку кои ќе се одземат? 9 40. Така, сега, ова нешто ме подсетува на тоа што го кажуваше на почетокот Леона. Видите Леона што доби? Мислам дека беше Леона. Таа доби 49. Што мислите, што сгреши таа? Чи беше сгрешено што таа го делеше 2000 со 450, со разликата. Требаше разликата да се подели со целата количина. Чи разликата да се подели целата количина. Значи разликата беше делот. Значи требаше да дели 450 со 2000. Значи ако го напишавме 450 врз 2000, па ќе добиевме колку? Нулите ги кратиме, 45 врз 200, кој ќе скратевме со 5, добиевме 9 врз 40, колку што добивме и на крајот. Тоа значи, јас задачата зедов 2 петтини од 2 килограми, што беше 800. Сестра ми зеде 3 осмини од 2 килограми,
што беа 750 грама, а остатокот беа 9/40 од 2 килограми, што беа 450 грама. И на тој начин ја решивме задачата. Денес ќе се обидам задачите што беа прикажани во, значи, овие задачи што ни останеа, текстуалните дел од овие задачи, да наместам во квиз и истиот да ви го споделам вечер. За моите ученици, за сите гости ве замолувам, на страната кај што е квизот, наместени се вашите папки и можете слободно да ги гледате и вие да го решавате квизот. Па се гледаме утре на истото место во истото време. Ви благодарам многу за вниманието. Молам? Да ги правите. Добро, благодарам. Ќе ги разгледам сега, ќе видам. До гледање. Значи, се слушаме. До гледање. Гледanje.